Се раќаме во студиото, 6-ти меѓународен сајм на органски и традиционални производи, Органска трпеза 2023. Гостин во Македонија наутро е Драган Цветковиќ од организацијата на ова манифестација. Добро утро. Добро утро. Што е Органска трпеза? Органска трпеза е сајм, меѓународен сајм на органски и традиционални производи. Втора година стана меѓународен сајм. 2018 почнаме као сите други манифестации што се прави во Македонија, со намера да подобриме органското производство, да можеме да ги групираме органските производители, да можеме да ги информираме, да ги едуцираме и така натаму. Многу експлоатиран термин е органско. Може ли да го дефинираме низ неколку ставки? Што значи органско производство и што значи органски производ? Органски производ значи органски сертифициран по стандардите и по законите за органско производство. Тоа значи за одреден производ, за одредена култура, за одреден готов производ, зависно во која фаза или производство на нива, има одредени услови кои треба да се испочитуваат за да се обезбеди и да биде органски сертифициран. Има ли во Македонија органски производи? По Македонија има органски производители. Самиот факт што ова година имаме повеќе од 700 сертифицирани органски производители, меѓутоа тоа се повеќе во фаза на ентузијазам, повеќе во фаза бројките се во големина на статистичка грешка се уште, бидејќи ние имаме многу мали парцели, многу сме исцепкани, многу сме различни култури, сите органски производители обично излегуваат како ентузијасти со одредена култура и таа култура или тој производ или таа билка ја се труда да ја произведат. Меѓутоа пазарот бара поголеми количини, бара групирање на тие органски производители за да може во одреден ланец или во одреден субјект за извоз да можеме годишни количини или планирани количини да може да му се произведат. Што значи органскиот производ за крајниот купувач? Дали цената на органскиот производ треба да биде висока онаква каква што е и толку поразлична од, ќе кажеме, индустриското производство? Па сега во моментот и зошто е таа? И во задните 2 години не е толку поскапа колку што беше порано. Ние 2019 година формираме Комора на органски производители со некаде 180 правни субјекти со намера да сите тие недостатоци или погрешен начин на тргување бидат избегнати. Никогаш не биле многу поскапи органските производители, меѓутоа трговците си го правеа своето. Бидејќи како што рековте, органскиот производ е многу поквалитетен од било кој друг производ, затоа не треба да збориме, мислам сега скоро на сите луѓе им јасно. Меѓутоа трговците го користеа тој производ, како што ви реков, мислам тој простор, како што ви реков, мали количини се произведува, голема поборувачка беше. Нормално дека пазарот кога нема доволно количини си го прави своето да цената се дига. Ние се трудиме и бориме со години да разликата помеѓу производната цена или продажната цена на органскиот производител и куповната цена кај физичкото лице на рафт, на некој продажен објект, не биде многу голема. Се уште е тоа тешко, меѓутоа се трудиме со многу акции да тоа се види. Органска трпеза 2023 во најавата велите дека има 3 компоненти. Првата е изложбениот дел. Ќе ни објасните повеќе за 5 компоненти се. Значи ние почнаме со 3 компоненти. Значи прво да кажам дека 6-та година е меѓународен сајм. Ние кога почнаме ви реков дека беше манифестација и сите во Македонија функционира како манифестација, бидејќи така функционира сите. Ние прерастаме втора година во меѓународен сајм. Нажалост сега сите го користат поимот сајм, меѓутоа сајм не е ако 2 часа, 3 часа направиме забава во некој град кај што ќе се собере одредена група на луѓе, некој ќе купи, некој ќе продаде, некој ќе се слика. Ние имаме програма за 5 дена од 8 до 18 часот, комплетно, меѓутоа, поради финансиските можности, 3 дена го правиме задни 2-3 години. Има 5 основни компоненти. Првата е изложбено-продажен дел, класичен сајмски дел, кај што произведувачи, увозници, застапници, било кои во ланецот, во синџерот на производство на храна, особито на органско производство, увозници, производители на саден материјал, на ѓубрива, на инпут и така натаму, сите тие имаат класичен изложбено продажен дел, меѓутоа со дегустација. Сето она што е за храна, нормално, ѓубривата и машините може да се видат. Втората компонента ни е едукативен дел,
кај што ние со задни 3 години, еви ова година, со двата наша факултета од Штип и од Скопје и земјоделскиот факултет од Белград и Нови Сад, имаме панел дискусија и форум, на кој имаме Сдружение на средни гостителски школи средни земјоделски школи од Македонија, тие се 10, 2 од Србија и 2 од Црна Гора учествуваат ова година во таа работилница покрај професорите и ова година за прв пат направиме надпревар помеѓу ученици од средни земјоделски училишта од овие трите држави. Третата компонента е дел кај што владините и невладините организации си ги презентираат своите проекти, своите активности, кај што учествуваат општини, асоциации, комори, федерации, фондации, агенции и така натаму, кај што одредени организации од надвор од држава. Велам зошто меѓународен, затоа што ние минатава година имаме 217 излагачи, бидејќи не велам учесници се сите што учествуваат и во панел дискусија и во едукативниот дел и во промотивниот дел. Зборам само Нивниот број е многу поголем. Да. Ова година имаме повеќе од 50 пријавени од Србија, Република Српска, Црна Гора, Бугарија, Грција и една фирма Албанија и една фирма редовно ни доаѓа од Турција дури. Да, освен ова имате и дел каде што организирате B2B средби и презентации на компании. Значи другите две компоненти е стандардно B2B средби, тоа го работиме во цела година. Значи се спремаме за сајмот, буквално од како ќе заврши сајмот, почнуваме со таа работа, бидејќи ние на сајмот правиме одредена анализа за нашите членови, што им е потребно, а паралелно, пошто учествуваме на 12 меѓународни сајми, као комора која гостуваме, наоѓаме партнери или можности дали да извеземе, дали нешто да им донесеме на нашите членки и тука обично се договарат средби. И да не заборавам, задната компонента е компонента кај што ние со години правиме кулинарски етно и фолклорен настан, кај што заедниците во Македонија, кои живеат, има сега 18 заедници регистрирано со посебни издружени националности, секоја година им дозволуваме да преку својата трпеза ја покажат културата, фолклорот и храната, кујната. Така да ова година имаме издруженија кои ќе представуваат, значи со најмалку 2,5 часовна програма во тие 3 дена. Имаме од Бугарија, од Србија, од Русија, од Маđарска, од Црна Гора, а македонската трбеза ова година ќе ја организира Сдружение Вешта жена. Так. Споменавте дека има стручен надпревар на ученици од средни земјоделски училишта од Македонија, Србија и Црна Гора. Колку земјоделството како гранка, бидејќи сте директно поврзани со земјоделието, имавме едно линковско вклучување од Тетово, кое што регистрира опаѓање на бројот на земјоделци, опаѓање на бројот на луѓе кои што сакаат да излезат на поле, без разлика дали е тоа со механизација или не. Нели, со времено време би требало да биде се модерно. Колку ова како тренд влијае врз или ќе влијае врз органското производство и севкупно врз производството на храна? Секако органското производство е најтешкиот дел од земјоделие. Ова година временските прилики, пошто најголем дел се работи без заштитни средства, без хемикали, без средства против плевел и така натаму, најголем дел од нас органски производители ова година воопшто не жнеевме. Бидејќи тревата беше многу поголема него житариците. Дефинитивно такви финансиски падови придонесуваат да се разочаруваат производителите воопшто. Меѓутоа, тоа не е само кај нас. Тоа е воопшто и надмислам и на Балкан и пошироко, така да во тој дел мислам дека институциите државните треба да помогнат посоча со одредени програми, со одредени активности, бидејќи ние можеме само да наоѓаме причина и да предлагаме одредени решенија. Прашањето беше и да го дополнам, колку младите се заинтересирани да бидат дел од ова во наводници неблагодарна гранка? Многу малку. Тие сака да купат здраво органско, сака да се во тренд, меѓутоа... Ако може на лаптоп. Ако може на лаптоп. И дури еве кога правиме конкретно, имаме одредени проекти кај што анализираме како кој производ за да биде прифатлив на таа група луѓе, бидејќи најмногу луѓето кои заработуваат на лаптоп имат пари, може да си дозволат да се хранат здраво. Треба да има кој ќе го направи. Така е. Од она што го имате вие како сондажа, Македонија може ли да ги задоволи своите потреби
за храна, да го направи животот поубав? Сигурно, значи јас просторно и природно зборувам. Така, јас зборам со години, ние имаме и среќа во целата несреќа што сме биле сиромашна држава, па не сме многу давале пари за ѓубрива и не сме ја затруле Македонија, како што е, да кажеме, горе Банат, Пананска низина, тоа е презатруена почва кај што не можеш во наредните 30 години да правиш органско производство. Ние се уште имаме чисти почви, да не кажеме селата ни се селени и таму нивите се со години необработени, спремни за органско производство. Меѓутоа, како да се тоа најде причина за да младите или да луѓе кои имаат средства да финансират во некој диворастички производ или органски производ, тоа е сосема некоја тема која треба да се работи. Иначе, ќе ви кажам дека ние имаме убави примери од Македонија кои работат на светски пазар. Имаме фирма во Струга која работи веќе со години за коп. Произведуваат производи од лешници. Имаме фирми кои извезуваат и други производи во озбилни организации, значи имаме добри примери, само треба системот да ни помогне да го пратиме тој добар пример. Не мора ништо да измислуваме, меѓутоа само механизми кај што ќе ги почитуваме малку построги механизми да органските производители и воопшто трговците или тој синџир кој е врзан да ги почитуваме законите. Да не биде едни можат да не ги почитуваат, другите да ги почитуваат. А овие програми кои што се спроведуваат ИПАРТ и слично, дали тие помагаат? Па јас пред прошла недела дадов една изјава, кажа вака: ИПАРТ е супер работа, меѓутоа таа е намената за големите и озбилни компании. Јас доаѓам од сектор на мали и микропредпријатија и ние со години, задни неколку години сме во некој вакуум. Зошто? Затоа што задни 3-4-5 години најмногу внимание се заради некој социјален мир или не знам зошто на велат мали производители. Што се мали производители? Нити се правни субјекти, ни се, како во Србија, стопанства, него се по мене хоби семејства кои по некоја ставка зимат одредени субвенции и продават. И тој може да продаде одредена количина сладко, пример. Колку може двајца во едно семејство да произведат сладко и колку може да бидат озбилни и колку може да имаат опрема да сите тие 100 теглички бидат сите исти, колку може тие да обезбедат средства хасап, халал, сите сертификати. Меѓутоа, фирмите кои со 30-40 години работат и ги има сите средства, ги немаат можност да имат некоја таква подршка. Значи, се е супер. ИПАРТот минатава година беме земја со која со процент најмногу го потрошиме средствата. Изреализирани сега, еве гледам озбилни компании, меѓутоа тоа за озбилни здрави компании. Просторот помеѓу сем куќен прак, никој не дошол кај вас кај мене на куќен прак, ама така викаме, и озбилните компании се микро и мали предпријатија кои се најмногу по број, кои најмногу години постоиме, кои најмногу години инвестираме во хали, во објекти, во стандарди, во сертификати, во фискални, во резервни фискални, во санитарни книшки, милион работи кои ги имаме и мораме да ги одржуваме со години, а сме во просторот вакуум не може би во моментот најнезавидна позиција сакате да кажете. Да, ништо да ви посакаме да се смени тоа, да ви посакаме да постоите и понатаму, затоа што без храна нема живот, без разлика кој колку пари ќе заработи, треба нешто да купи за да јаде, така не. Благодарам уште еднаш 6-ти меѓународен сајам на органски традиционални производи, органска трпеза 2023, гостин во Македонија автор Драган Цветковиќ, дел од организацијата. Ако ми дозволите само да ги повикам сите кои сака да не посетат, значи 3-дневен настан со комплетна програма од 8 до 18 часот, влезот е бесплатен. Од општина Куманово се обезбедени 400 бесплатни паркинг места за гостите и учесниците на сајмот. Имаме изложба оваа година, го прошириме, тоа забравив да ви кажам, со 3 хали на домашни љубимци, миленици, пернати животни и сите спортски центри во околината кои се во спортско-рекреативен центар, влезот е бесплатен за сите